Вести на Канал 8. Добро вечер. На Денот на Европа и на Денот на победата над фашизмот 9 мај во Кочани беа промовирани европските вредности и држави. На одбележувањето присуствува Марија Шурман, амбасадорка на Кралството Холандија, и представничката на амбасадата на Обединетото кралство Кристин Винтербурн. Свеченост по повод одбележување на 9 мај, денот на победата над фашизмот и денот на Европа. Со тоа е одадена почит на жртвите од Втората светска војна во Македонија и ширум Европа и се испраќаа пораки за обединување. Kočani today on the Europe Day. Многу сум среќна што сум денес овде на 9 мај, денот на Европа. Ние сите амбасадори на земјите членки на Европската унија сме во различни градови во Македонија да го одбележиме денот на Европа. Ние при овие посети зборуваме со помладата генерација, нив им ја промовираме Европа, бидејќи 9 мај е наш роденденот на Европската унија и го користиме за да ги промовираме европските вредности, да им кажеме на младата генерација што значи за нас Европа, нашиот дом и кои се вредностите што ние ги имаме и да ги потикнеме и нив неистите вредности. Почестена сум што сум денес овде во Кочани. Мене ми е прв пат во посета на вашиот град и многу ми се допаѓа. Денот на Европа е многу значаен ден за нас, кој што го славиме на светско ниво, секаде да ја промовираме европската идеја. Се радувам што има толку многу присутни, што има толку присутни од помладата генерација и се надевам дека сите заедно ќе уживаме во прославата денес. Градоначалникот Димитровски пред присутните изрази благодарност за бизнис соработката со Кралството Холандија. Посебно ми е чест што ние како општина Кочани имаме и една конкретна економска соработка со фирма од Кралството Холандија, тоа е фирмата Антура, која што ќе овозможи да се надмине еден од горливите проблеми во општината, тоа е вработувањето, односно нивната инвестиција во општината Кочани. Денот на Европа е воспоставен како ден на сеќавање на декларацијата на францускиот министер за надворешни работи Роберт Шуман во 1950 година, што се смета за прв важен чекор во настанувањето на Европската унија. За забавната програма се погрижи хорот на основното училиште Никола Карев и ансамблот на средното Лјупчо Сантов, како и локални поп групи. Во рамки на одбележувањето на 9 мај, денот на Европа, во салата на Советот на општина Кочани се одржа предавање по повод 10 годишнината од најголемото проширување на Европската унија. Пред учениците од средните училишта во Кочани зборува амбасадорката на Кралството Холандија Марија Шурман и представничката од амбасадата на Велика Британија Кристин Винтербурн. На предавањето беше речено дека вратите на Унијата и понатаму остануваат отворени за нови членки, при што треба да се исполнат критериумите што се поставуваат како услов пред земите кандидатки. Исто така беше направено кратко представување на двете земји, од кои доаѓаат двете дипломатски представнички. Учениците имаа можност да поставуваат и прашања до гостинките, при што најголем интерес беше искажан за можностите Македонија да се приклучи на Европската унија. Преку презентации и штандови, учениците од основните и средните кочански училишта ги представија европските држави по повод одбележување на Денот на Европа. Поставија креативни штандови во паркот во Кочани, а имаа и надпревар во цртање. Преку традиционални јадења и обележја карактеристични за државата што ја представуваат, учениците од 5 основни и 2 средни училишта ги представија земите членки на Европската унија – Франција, Полска, Австрија, Германија и Данска. Штандовите на сите училишта беа доста креативни и учениците автентично ги представија државите. Ние за Денот на Европа излеговме да цртаме цртежи, доделуваме и флаери и ги цртаме цртежите под ментор на нашиот професорка Оливера Атанасова. Ние оваа година ја представуваме Франција како земја на виното и романтиката и избравме бидејќи ни се допаѓаат многу знаменитостите кои таа ги има и има богата литература, има мои парфеми, да. И затоа на овој штанд ги изложивме повеќе од знаменитостите кои можеме да ги најдеме овде. Ко, например, има многу статуетки од Ајфеловата кула, има многу парфеми, има книги од француски писатели, има знамиња и нормално има флаери за да го покажеме тоа што го знаеме за Франција. Ја представуваме Холандија и представуваме
Кашкавал затоа што холандјаните произведуваат убав кашкавал и ветерници. Ние представуваме државата Англија, затоа јас сум проправена во кралицата Елизабета II и до мене имам градисти кои ме чуваат. На штандот има од богатите јадења кои тамо ги има. Ние представуваме Австрија, на штандот имаме подготвено лиснати кифлички, има чоколади, јадења што се тие се јадења што се карактеристични за Австрија, јас го представувам Моцарт, има исто така и Јохан Штраус. Ние представуваме државата Полска. На нашиот штанд има разни јадења кои се сервирале кои се карактеристични за државата Полска. Ги имаме познатите личности Никола Коперник и Марија Кири. По повод одбележување на денот, учениците имаа и надпревар во цртање. Секое училиште црташе карактеристични цртежи и обележја за зимете што ја представува. Технички неисправни велосипеди и непочитување на сообраќајните правила и прописи затекоа полициските службеници на превентивната полициска акција што ја спроведуваат од 8 до 30 мај. Целта на акцијата е заштита на оваа категорија учесници во сообраќајот. Полициското оделение за безбедност во патниот сообраќај од Кочани и Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата започнаа превентивна сообраќајно-воспитна акција, која има за цел да ги заштити и да ја зголеми безбедноста на пешаците и велосипедистите во сообраќајот. Во текот на овој месец, кој што е прогласен за месец за безбедност на велосипедите во сообраќајот, да преземеме превентивни активности со кои ќе сакаме да ја подобриме сообраќајната култура кај оваа категорија на учесници во сообраќајот. За таа цел, од страна на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во соработка со полициското одделение за безбедност во патниот сообраќај Кочани, со почеток од вчера, значи со почетното предавање на учениците од училиштето Раде Кратовче и поканата од страна на нивниот велосипедски клуб Тркало, започна оваа активност на подрачјето на полициското одделение за безбедност на патниот сообраќај во Кочани. При спроведување на превентивната акција, како и при неодамнешните контроли на оваа категорија учесници во сообраќајот, полицијата констатирала доста технички неисправни велосипеди, но и други непочитување на сообраќајните правила и прописи од страна на велосипедистите. Може да се констатира дека имаме одредена забелешка, тоа е во делот на техничката исправност на велосипедите, односно поголем дел од овие велосипеди кои што се увезени од странство не се осветлени, имаат обележување, односно катадиоптер на задната страна, меѓутоа не се осветлени. За таа цел, значи во рамките на оваа акција, пред се дел од овие превентивни активности ќе бидат насочени да ги натераме овие категории на учесници во сообраќајот да ги обележат и осветлат своите возила за да можат да бидат навреме забележани од останатите учесници во сообраќајот. Полициските службеници делеа флаери што содржат поуки за внимателно, предпазливо и безбедно возење велосипеди, во кои убаво е објаснето како треба велосипедистот безбедно да се движи по улиците. Акцијата продолжува со повикување на сообраќајно поучување на сите оние велосипедисти кои ќе бидат затекнати во сообраќајот и ќе биде констатирано од страна на полициските службеници дека не ги доволно познаваат сообраќајните правила и прописи. Општинскиот совет за безбедност во патниот сообраќај од Кочани ќе преземе низа активности за контакти со велосипедските клубови и невладини организации, со цел да се слушнат нивните проблеми во однос на сообраќајот, иако има потреба да се обратат до надлежните институции за нивно решавање и преземање мерки за подобрување на сообраќајната инфраструктура за оваа категорија на учесници, додаде Велковски. По завршување на акцијата на велосипедистите на кои што ќе користат технички неисправен велосипед, ќе следува казна и ќе им се наплатува глоба согласно законските прописи. Акцијата ќе се спроведува до крајот на месецот. Советот за развој на Источниот плански регион ја одржа 9-та редовна седница, чиј домакин беше општина Македонска Каменица. Првите луѓе од 11 општини од регионот ги разгледуваа можностите за добивање грантови од проектот за зачувување на природата во Македонија. Градоначалниците од Источно-планскиот регион на редовната седница, чиј домакин беше општина Македонска Каменица, разгледуваа неколку точки од инфраструктурен карактер, а најголемо внимание беше посветено на грантот што е наменет за зачувување на природната средина.
Финансиската поддршка се однесува за сите општини по течението на реката Брегалница, а ќе се доделува на конкурентна основа. Овој грант е некаде од 200.000 швајцарски франци, меѓутоа ќе биде доделен на конкурентна основа за изградба на еден инфоцентар поврзан со природата. Доста значајно е денес градоначалниците преку презентацијата од страна на представниците да добијат точна представа за каков грант се работи и кои услови треба да ги исполнат за да ги добијат средствата. Тоа е едната работа доста значајна за наш како центар и како регион. Вториот грант е некаде околу 1.300.000 швајцарски франци. Тоа е веќе втор грант од проектот за управување со речниот слив на река Брегалница. На седницата на Источнопланскиот регион имаше и гости од Словенија, представници од фирмата Калиопа, со кои што регионот соработува. Ова е трета година во имплементацијата на проектот за воспоставување на единствен географско информационен систем во општините од Источниот плански регион, значи трета година го имплементираме проектот. До крајот тамо некаде на оваа година би требало да заврши и произлезе еден нов предлог од страна на некои од градоначалниците и од центарот да овој проект продолжи во втора фаза, повторно да користиме грант од влада на Република Словенија за воведување на подземниот катастар во системот на ГИС, значи водовод, канализација, гасификација. На средбата пред градоначалниците од регионот беа презентирани проектите кои ги работи Центарот за развој на Источнопланскиот регион, односно фазите до кои тие се стигнати. Исто така се разгледуваше и предлог од луката за организација на администрацијата во Центарот за развој на регионот. Општина Кочани е една од трите во Република Македонија во која се оформени работни групи за донесување акцијски план со кој ќе се регулира статусот на неформалните собирачи на отпад. На последната седница на Советот акцијскиот план беше усвоен и зацртаните активности во него треба да се реализираат во период од 3 години. И неформалните собирачи на отпад во општина Кочани ќе учествуваат во реализирањето на мерките за почиста животна средина. Тоа е предвидено со локалниот акционен план за нивно вклучување во формалниот систем за управување со отпад. Акциониот план треба да обезбеди ефикасен и одржлив систем за управување со отпад од пакување, преку создавање околина што ќе им овозможи на неформалните собирачи да добијат соодветен третман во целиот систем. Изработката на планот е дел од националниот проект што го поддржува и делегацијата на Европската Унија преку EIDHR програмата, а во чии рамки беа оформени работни групи во Кочани, Струмица и Скопје. Во Кочанската работна група се вклучени сите засегнати страни, односно представници на комуналното предпријатие Водовод, на предпријатието Екопак Хит, на граѓански здруженија и на неформалните собирачи. Според акциониот план за општина Кочани, Екопак Хит веќе склучи договор со 5 неформални собирачи на отпад за собирање, сортирање и балирање на отпадот од пакување. До крајот на првата година треба да се основа така наречено социјално предпријатие, а во него треба да се вклучат најмалку 10 неформални собирачи на отпад. Во текот на втората година од функционирањето на социјалното предпријатие, активностите треба да се прошират и да се воспостави деловен модел со останатите населени места во општината. На крајот на првата година, сите деца на неформалните собирачи на отпад, ангажирани во социјалното предпријатие, треба да присуствуваат редовно на училиште. Планот предвидува вкупно 50 неформални собирачи на отпад да бидат вработени во социјалното предпријатие до крајот на третата година. Овој акцијски план се стреми кон оформување на организација на неформалните собирачи на отпад како правно лице, партнер на Екопак Хит. Со организирањето на неформалните собирачи во правно лице, при што е препорачено тоа да биде во форма на кооператива или социјално предпријатие, тие ќе станат важен дел од целиот ланец на рециклирање на отпадот. Оваа форма на правно лице гарантира одржливост и долготрајно партнерство со Екопак Хит и со општина Кочани. За окружувањето на активностите ќе биде комплетно доколку моменталната организација на неформални собирачи на отпад добие легално правна форма и се вклучи во бизнисот како правно лице кое ќе обезбеди придобивки од здравствените и пензиските осигурувања за членовите и вработените. Група студенти од Краков, Полска, во посета на музеот Теракота во Виница. Теракотните икони се предмет на интерес на стотици туристи, истражувачи и археолози од цела Европа.
Група студенти од Краков, Полска, од катедрата за археологија и историја на уметност го посетија музеот Теракота во Виница, како крајна дестинација по двонеделната турнеја низ музеите и археолошките наоѓалишта во Србија, Косово и Македонија. Во Виница дошле да ги видат и фотографираат теракотните икони. Групата посетува повеќе важни историски места во Македонија и Србија како дел од практична настава на Факултетот за историја на уметност во Краков. Во Виница се интересираа за познатите теракотни икони како еден од најраните христијански мотиви. Претходно повеќе пати имале можност да ги погледнат во Скопје во музеот на Македонија. Дел од студентите веќе ги истражувале, а лидерот на групата објавил и личен труд за некои од мотивите на овие теракотни икони. Според полските истражувачи, оваа посета на Виница е продлабочување на нивните знаења, за кои што се убедени дека ќе резултираат со нови пишани документи. Тие информираат дека полските студенти учат за македонската култура, традиција и историја како практичен дел од нивната настава. Керамичките плочки со релефно изведена декорација со христијанска тематика или познатите теракотни икони се предмет на интерес на стотици туристи, истражувачи и археолози од цела Европа. Бројката на посетители на оваа институција на годишно ниво се искачи на околу 3000. Спортската академија по трет пат започнува потрага по таленти во Македонија, кои ќе бидат дел од спортските паралелки во фудбал, ракомет, кошарка и тенис. Освен Скопје, предвидено е да бидат опфатени и другите градови во државата, при што ќе се работи на регионален принцип, а спортската паралелка во фудбал за источниот регион ќе биде оформена во Средното општинско училиште Колен Ехтенин во Штип. Спортска фудбалска паралелка ќе добие источниот регион од идната учебна година. Пријавувањето на кандидатите беше во Штип, а момчињата и девојчињата ќе бидат запишани во учебната 2014-2015 година во Средното општинско училиште Колен Ехтенин. На стадионот во Штип се правеше практична проверка на способноста на кандидатите, а беа пријавени ученици кои го завршуваат основното образование и кои членуваат во фудбалските клубови од Штип, Велес, Кочани, Виница, Свети Николе, Делчево, Зрновци и Росоман. Според одговорните во спортската академија, интересот бил солиден, а во новата учебна година ќе бидат запишани 34 ученици во паралелката. На оваа селекција се пријавија околу 60 кандидати, од кои 5 се девојчиња, останатите се момчиња. Селекцијата за избор на овие кандидати се состои во тоа што ќе се следат кандидатите во игра, односно правилата, техниката и тактиката на фудбалската игра. Кандидатите за упис во спортската паралелка се свесни дека конкуренцијата е силна и дека само најдобрите можат да се запишат. Па денеска пред се талентот треба да го имаш за да успееш и издржливоста, кондицијата тоа. Јас сум Горијан Иванов, тренирам во фудбал Старс Кочани и сакав да тренирам во оваа паралелка, затоа тоа ми беше мотивација. Потрагата по таленти во фудбал, кошарка, ракомет и тенис, организирано преку Спортската академија во Македонија, се реализира трета година поред. Целта е на овој начин, преку специјализирано образование, да им се овозможи на младите да го покажат своето знаење и способностите, а при тоа на правилен начин да се насочи нивниот талент, со што спортот во државата ќе се подигне на повисоко ниво. И за крај информацијата од спортот, женскиот фудбалски клуб Кочани против Борец. Осогово се среќава со Каменица Саса. Во Кочани скромен спортски викенд во кој ќе доминира фудбалот. Во недела на градскиот стадион Никола Мантов со почеток во 11 часот, ЖФК Кочани го пречекува Борец во рамки на реваншот од полуфиналето на фудбалскиот куп. Кочанки имаат респектабилен капитал од 8-0 по првиот надпревар во Велес. Спортски е гостинките да се надеваат на чудо, но шансите тоа да се случи се граничат со фантастика. Исходот е предвидлив, надпреварот е безмалку формалност. Во рамки на викенд колото од третата фудбалска лига Исток, Осогово ја пречекува екипата на Каменица Саса. Надпреварот се игра в недела со почеток во 16 часот и 30 минути. Викендов нема кошаркарски, ниту пак надпревари во мал фудбал. Убедлив пораз претрапе репрезентацијата на Македонија во надпревар од квалификациите за светското првенство во Канада 2015 година.
Избраничките на Добре Димовски се поразени од носителот на групата Италија со 0:11, полувреме 0:7. Најефикасна гостинска фудбалерка во првите 45 минути беше Гирели со 3 погодоци во 9-та, 11-та и 39-та минута. Во првото полувреме за азурите ефикасни беа уште Панико во 5-та, Маниери во 26-та и Габиадини во 27-та и 43-та минута. Како и во првиот, така и во вториот дел средбата помина во целосна доминација на гостинската селекција. Реванш средбата се игра на 17 септември во Италија. Со временската прогноза ги завршуваме вестите на Канал 8. Имајте убав викенд. Довидување.